председателе, почитуван колега Сугаревски, почитуван координаторе на пратеничката група на СДСМ. Со сиот ризик, мојата реплика да биде процената од ваша страна како глупава, впрочем и вчерашниот мој говор го проценивте како глупав, иако јас сум човек кој што не употребува таков вокабулар, но нели, тоа оставаме јавноста да процени кој каков речник има. Јас само ќе се навратам на неколку точки од вашиот говор. Имено вие рековте дека екстерното тестирање е културно деградирање. Па јас би цитирала една реченица од вашиот лидер. Културата е од главачки наопачки превртена, треба да имате поетски вечери во секое мало. На овој начин ли мислите да ја промовирате културата? Затоа на 24 април нема да победите. Од вакви феноменални бисери идеи во областа на културата. Но, еве, ќе бидам посериозна. Мислам дека, почитуван колега, и самите сте свесни дека овој предлог закон за укинување на екстерното тестирање е класично деструктивно решение и една популистичка теза. Значи, поставивте неколку прашања и побаравте одговор на истите. Ке се обидам накратко да одговорам. Значи, прво прашавте дали треба да постои екстерното тестирање. Да, одговорно тврдам, да, треба да постои екстерното тестирање и слабостите кои што се покажаа во текот на екстерното треба да бидат отстранети. Второ, прашавте дали оценувањето на наставникот треба да постои. Како можете такво прашање да поставите? Па, контрадикторно е самото прашање, само по себе е контрадикторно. Предмет на екстерно тестирање е оценката на наставникот. Значи, оценката на наставникот која што му ја дава на ученикот се споредува со оценката од екстерно. Предмет на екстерно тестирање е токму таа оценка и се цени објективноста на дадената оценка. Немам време, инаку би одговорила уште на неколку прашања. Спорна ви беше единицата, имам и за тоа одговори, но веќе ќе навлеземе во дискусија за концептот, а не за потребата на екстерно тестирање. Благодарам. Господин Сугаревски Горан има контрреплика. Поле.